Многу битно да жените се повеќе се здравствено едуцирани, да можат да го планираат своето семејство, да можат да ја планираат својата бременост, а за тоа фактички се грижи и медицината, овозможувајќи методи најразлични, од преку едноставно планирање на методот на базиран на плодни денови, преку лактацијска аменореја методот до употребата на хормонска контрацепција, дали е таа комбинирана или само прогестеронска, и до употребата на долготрајните средства за контрацепција како импланти, интраутерини влошки, дали се хормонски или со други елементи поврзани, и нормално на крајот постоењето на инекционата секако контрацепција и постоењето на хируршката машка или женска стерилизација. Методите за хормонска машка контрацепција одамна се најавуваа, меѓутоа за сега немаме уште на повидок такво ефикасно средство. И во главном затоа што бременоста се случува кај жената, традиционално се мисли дека жената е таа што треба да го одбере методот на контрацепција, што е и точно, меѓутоа сепак затоа што се работи за нешто што го прави парот, треба да постои заедничка согласност за да соодветно се употребуваат методите за контрацепција. Тоа ќе го спомене после веројатно и доктор Гуржанова за вообичаената и идеалната употреба на контрацептивните средства, значи има и тука разлика, затоа што доколку идеално се употребуваат средствата, да кажеме, на модерната контрацепција, во тој случај тие гарантираат една голема сигурност од 95 до 99%, а комбинирани со двојниот метод со кондомот, тој процент станува уште поголем. Јас би се осврнал само на уште еден аспект на контрацепцијата, што е многу битен, поготово во денешно време, кога човековите и здравствените права се на уште повисоко ниво, а тоа е дека секоја жена, секоја девојче има право на комплетно остварување на својот потенцијал. Со други зборови, би требало да се работи многу на нивната здравствена едукација, на сексуалното образование, да употребуваат контрацепција, за да не се случи да останат бремени во периодот кога допрва треба да се реализираат како личности, да станат економски независни, интелектуално независни, факултетски образовани, и до периодот додека не го сретнат партнерот со кој што ќе сакаат да формираат семејство. Како што уште многу одамна еден од директорите на UNFP има кажано, значи изборот на семејство треба да биде избор, а не случајност. Така да сите овие права и годинешново мото, значи на Светскиот ден на контрацепција, вика моќта е во изборот. Значи да им дадеме на жените, на девојките право на избор. Ние имаме во Македонија многу либерален закон и за прекин на бременоста, имаме и медикаментозниот абортус и хируршкиот, имаме право на избор по тоа прашање, меѓутоа подобро е да се спречи отколку да се лечи, подобро е да се научиме, да се научат младите девојки, да се научат жените да употребат средства за контрацепција, за да може точно да имаат бременост и да го планираат семејството кога тие ќе сакаат и да ги дистанцираат, да ги раѓаат децата во период кога тие ќе сакаат. Па јас овој краток вовед би го дал сега. Ние планиравме на крајот на кога ќе завршат предавањата, малце ќе развиеме една дискусија на темата, ќе се обрати доктор Кристина Симеонова, ќе ни објасни еден дел од препаратите, можеби на алкалоид, меѓутоа и вие секако мислам дека може слободно да поставувате прашања или во чет или после тоа ќе ве вклучиме со директно со прашањата да продискутираме. И тогаш ќе прозбориме малци за анкетата, за која што сум многу благодарен дека голем дел од вас, преку 80 доктори, ја пополнивте, да видиме што докторите и денеска мислат околу некои општи прашања поврзани со контрацепцијата. Така да јас сега ќе го отстапам местото на доктор Татјана Гуржанова за првото предавање поврзано за контрацепцијата во генерални рамки. Добар ден на сите. Мене ми е многу драго што сум поканет предавач на овој наш состанок. Нема да кажам нешто ново што не го знаеме ние колегите, но сепак да се подсетиме на тоа што е контрацепција, какви методи има, каква е ефикасноста, кои се контраиндикациите, кои се ризиците што може да се појават, но и исто така и кои се предрасудите во врска со примената на контрацепција. За оние што не ме знаат, јас сум доктор Татјана Гуржанова, гинеколог акушер, магистар по хумана репродукција и ендокринологија, иначе вработена во клиниката Newborn Clinic, центар за лекување на инфертилитет.
Да се потсетиме она што веќе професорот Тофовски го кажа што представува контрацепција. Тоа е нели спречување на зачнувањето, тоа е спречување на бременост и тој представува најцелисходен нели начин на контрола на раѓањето, тоест спречување воопшто да дојде до зачнување, а не таа бременост да се во раните гестацијски недели да се прекине. Од медицински аспект тоа е само еден мал дел од комплетната слика за човековата репродукција и сполност, со сите своји карактеристики, значи лични, социјални, медицински, правно-законодавни, тоест дел од една поголема слика планирање на семејство. Со правилно планирање на семејството, партнерите свесно и одговорно одлучуваат за раѓањето на првото дете, правилното растојание помеѓу децата, односно меѓу пороѓаите, како и вкупниот број на деца. Тоа е право и должност на родителите кои го прифаќаат концептот на одговорно родителство. Но во сето тоа не влегува само одложување на раѓањето или спречување на зачнувањето, туку и овозможување на раѓање и во оние случаи каде што има пречки во остварување на функцијата на репродукцијата. Затоа во планирање на семејството од медицинско гледиште од една страна се вројува контрацепцијата, значи спречување на зачнувањето, а од друга страна се вројуваат сите мерки за испитување и лечење на намалената плодност, вклучувајќи ги сите методи на потпомогната репродукција. Токму од тука идеалното контрацептивно средство треба да биде 100% делотворно, да не е штетно значи за корисниците и нивното потомство, да е лесно за примена, да не е врзано за половиот чин и исто така да е реверзибилно неговото дејство. Значи, додека се применува да има контрацептивна улога, тоест да се спречува зачнувањето, но кога ќе се престане, да се репродуктивната функција врати во нормала како и претходно. Да се потсетиме само на методите на контрацепција, кои што ги делиме на привремени, тука спаѓаат природните или behavior методи, како што е мерење на телесна температура, мерење на денови, потоа механички контрацептивни средства, најпознат е кондомот, хемиска контрацепција, тоа се гелови, нели, вагинални гелови или вагинална пена, хормонска контрацепција, за која што денеска ќе зборуваме, односно ќе биде моето предавање, интраутерина контрацепција, посткоитална или ургентна контрацепција и трајните методи, како што е вазектомијата, значи прекинување, подврзување на каналите, на вас деференс, и лигатура на фалопиевите туби, за да нели не дојде до транспортирање на оплодениот ембрион назад во утерусот. Како дошле до сознание дека кога ќе се даде хормонска терапија доваѓа до стопирање на растот на фоликулот на јајникот? Таа идеја почнала да се развива веќе кон крајот на 19-тиот век, а кон такво размислување значи се упатиле заради тоа што во текот на бременоста јајникот мирувал, односно и застанувала овулацијата. Понатаму, кон почетокот на 20-тиот век, кога се изолираат хормоните на јајникот естроген и прогестерон, веќе се створаат услови за реализирање на таа намера, односно вештачки да се доведе телото во состојба каде што ќе има изостанок на овулација. Од почетокот на 20-тиот век до денеска се измислени генерации на естрогени и прогестерони, кои што имаат многу подобар ефект, кои што денеска се со многу мали дози за разлика од првата пилула, или популарната пилула, која што веќе била прифатена на пазарот во 1960 година, со многу помали нус ефекти, дури веќе и во студија се употреба на природниот естроген во улога на контрацептивно дејство, но тоа понатаму во некоја нова генерација на контрацептивно средство. Од 2010 година на пазарот во Македонија веќе постои најновата генерација на контрацептивни средства со многу ниски дози на етинилесрадиол и со четвртата генерација. Ке продолжиме онаму кај што застанавме. Денеска мојата презентација е за хормонската контрацепција, односно хормонските контрацептивни средства, кои што можеме да ги поделиме грубо во две големи групи, тоа се орални хормонски комбинирани контрацептивни средства, еднофазни и мултифазни. Модерната контрацептивна пилула е еднофазна и хормонски контрацептивни средства со долготрајно дејство. Најчесто користено средство и најбезбедно со реверзибилни својства и најблиску до идеалното контрацептивно средство е токму оралната комбинирана хормонска еднофазна контрацепција. Еднофазна значи дека нели секоја таблета е составена од еднаква концентрација и еднаков состав.
Заедно, значи, имаат оралната контрацепција има некаде прл индекс од 93 до 95%, што значи тоа, да се подсетиме прл индексот дека ако е 90% успех, од 100 жени во една година кои што ја користат оралната контрацепција, 5 ќе се соочат со несакана бременост, но доколку се користи заедно со машкиот кондом, тогаш веќе прл индексот има 100%, значи ефикасност, затоа нема да дојде до несакана бременост, а во исто време жената е заштитена и од сексуално преносливи болести. Дејството на оралните контрацептивни средства е првенствено централно, тоест естрогените и прогестероните во таблетата делуваат инхибиторно на хипоталамусот и хипофизата за да не се излачуваат гонадотропните хормони и со тоа се спречува и овулацијата. Но исто така знаеме дека има дејство и на задебелување на цервикалната слуз, значи неможност сперматозоидите да патуваат, да ја поминат цервикалната бариера, како и тенка лигавица, односно тенок ендометриум, значи не може дури да дојде до оплодување, тој ембрион да се имплантира во ендометриумот. Исто така намалуваат и подвижноста на фалопиевите туби, значи не може ембрионот со помош на подвижноста на фалопиевите туби да се врати, доколку и дојде до оплодување, да се врати назад до утерусот. Покрај тоа што ги користиме како контрацепција и главната терапевтска индикација за еднофазните орални контрацептивни средства е контрацепцијата, сепак имаме и ние како доктори гинеколози ги користиме и за третирање и на други состојби, значи во други проблеми и друга патологија кај жената, но исто така мораме да ги покрај негативните особини, односно ризикот од појава на негативни особини за кои што малце покасно ќе зборувам, мора да се подсетиме и на позитивните ефекти од користење на оралната контрацепција. Кои се тие? Значи, позитивни ефекти од користење на оралната комбинирана хормонска контрацепција е и протективното дејство од карцином на овариуми, како и протективното дејство од карцином на ендометриум на матката и дури има студии кои што кажуваат дека 50% се намалува ризикот за појава на овие болести. Исто така но не доволно голем број на студии се посмета дека оралната контрацепција има и протективно дејство и кај колоректалниот карцином. Кај обилните менструални крварења е ординирано, односно ја ординираме за да се превенира појавата кај анемија кај овие пациентки и со овие препарати успешно се третираат болните менструации како и предменструалниот синдром. Исто така тука можеме и мораме да го споменеме и бјути ефектот, иако тоа не е нешто основно што кој што треба тој препарат да се наградува, односно да се нагласува, но сепак имаме млади девојки кои што имаат проблеми со кожата и со косата и кај тие пациентки баш се препишува оралната контрацепција за да се подобри квалитетот на косата и кожата заради ефектот на етинилестрадиолот и заради антиандрогениот ефект на дросперинонот кој што ги содржат овие орални контрацептивни средства. Исто така, значи, овие орални контрацепции, за разлика од предходната генерација на орална контрацепција, значи, оваа нова генерација доведува и до редукција на телесната тежина после една година користење, а не до зголемување на истата, заради тоа што дросперинонот има и диуретски ефект. Така да доваѓа во една студија направена кај млади девојки кои што користеле повеќе од една година, има дури и до значителна редукција, односно некаде 2 до 3 килограми редукција на телесната тежина на крајот од првата година, без промена во физичката активност и без промена во исхраната. Ова се некои општи податоци на светско ниво, на глобално ниво, колку проценти од жените користат контрацепција. Значи, околу 25% од жените на возраст од 15 до 44 години во моментот користат контрацепција и од нив, значи 25% пријавиле употреба на оралната контрацепција како начин на избор. Најчесто пропишана, значи, е комбинираната хормонална контрацепција, еднофазната, која што една пилула содржи и естроген и прогестерон во себе. Значи, на глобално ниво, тоест некаде од 2012 година, 57% од жените во родилната возраст, значи во фертилна доб, користат контрола на раѓање. И се смета за идеална
контрацептивна покриеност на едно население, дека 60% од жените кои што се во фертилна доb, односно во родилна возраст, ако користат некаков вид на контрацепција, дека тоа е идеална покриеност на населението, имаме максимална контрола на несаканите бременности. Кои се контраиндикациите за користење на оралната контрацепција? Тоа е преосетливост на активната супстанција или на некоја од основните супстанции, присуство или претходно тешко хепатално нарашување и не смее да се користи се додека хепаталните вредности не се вратат на нормално ниво. Потоа тешка бубрежна инсуфициенција или акутна бубрежна инсуфициенција, присутни или претходно, присутни хепатални тумори, бенигни или малигни, познати или сомнителни малигни промени кои што се хормон зависни, како што се на дојката или на репродуктивните органи, недиагностицирано вагинално крварење и исто така истовремена употреба на антиретровиралните лекови кои што содржат омбита свир, ритонавир и дасабувир. Извинете ако не ги прочитав како што треба, но во секој случај кога некој пациент користи антиретровирални лекови, не се препишува орална контрацепција, тогаш тие пациенти се префрлат на некој друг тип на контрацепција. Денеска сме тука да ги представиме двата препарати на фармацевската компанија Алкалоид, тоа е Крипинео и Крицеа, кои што се од последната генерација на орални контрацептивни средства и кои што содржат и се карактеризираат со нискодозажни ниска доза на етинилестрадиол и исто така четврта генерација на гестагени, тоа е дросперинонот кој што има антиандрогено и диуретско својство. Покрај контрацепцијата има и поради овој состав имаат и други бенефити. Крипинеото има жолт филм обложени таблети, содржи 3 мг дросперинон и 0,03 мг етинил естрадиол. Терапевската индикација е орална контрацепција, но како што споменавме и како што ние сите знаеме, ние ги користиме овие препарати за третирање на други патолошки состојби кај нашите пациентки, посебно врзани со репродуктивните органи. Како се дозира крипинеото, односно како треба да се започне? Таблетите треба да се земаат секој ден во приближно исто време и по редоследот кој што е прикажан на блистер пакувањето. Земањето на таблетите континуирано се зема по една таблета на ден во период од 21 ден последователно. И секое следно пакување започнува после 7-дневен период, односно пауза, период без таблети, не повеќе од тоа, во кој што вообичаено се појавува ова псевдоменструално крварење, тоест менструално крварење предизвикано заради престанок на користење на хормонската таблета. Како се започнува? Се започнува доколку никогаш претходно пациентката не земала хормонален контрацептив, почнува со првиот ден од почетокот, од првиот ден од менструалниот циклус. Не се чека да биде понатака да почне во текот на циклусот, туку од првото менструално крварење започнува со оралната контрацепција. Доколку се менува, пациентката доколку се префрла од некој друг вид на контрацепција, кон комбинирана орална контрацепција, тогаш може да започне со употреба веднаш, после отстранувањето, односно после завршување на претходната контрацепција, без пауза. Исто така, доколку се користи вагиналниот прстен или трансдермална лепенка, ние толку многу не сме навикнати во Македонија на користење на вагинален прстен или трансдермална лепенка, но сепак да се спомене дека жената може да започне со користење на крипинео веднаш после отстранување на овие други контрацептивни средства. Исто така, истото важи и доколку има имплант претходно жената со прогестаген или пак таблета, инекција или интраутерин девајс, тоест интраутерин систем кој што ослободува прогестерон, тогаш може да се префрли пациентката на орална контрацепција, од денот кога се отстранува претходно користеното средство. После абортус, жената може да почне веднаш, еден ден после завршување на абортусот направен во прв триместар, доколку се случи породување или по абортус во втор триместар, тогаш се советува жената да започне со крипинео 21 до 28 дена после породувањето или по реализирањето на абортусот во втор триместар. Другиот препарат е Крицеа.
кој што е розово филм обложена таблета, содржи 3 мг дросперинон и 0,02 мг етинил естрадиол. Има и 4 бели таблетки кои што се карактеризираат со тоа што не содржат активни супстанции и тука се ставени само колку да немаме прекин, значи да имаме навика секојдневно дека треба пациентот да зема таблета. Карактеристично за крицеата е дека има пониска доза на етинил естрадиол за разлика од крипинеото, но поради тоа се користи подолго време, односно место 21 ден се користат 24 дена на таблети. Терапевска индикација, нормално орална контрацепција, исто така овој состав 3 мг дросперинон и нискодозажден етинил естрадиол, тоест 0,02 мг се користи и во терапија на ПМС, значи каде што имаме млади девојки со изразен предменструален синдром, исти симптомите доста добро се копираат и со користење на овој вид на орален контрацептив. Како се зема, значи, крицеата, како и крипинеото, треба да се зема во приближно исто време, значи заради тоа што да се создаде една навика кај пациентот дека во тоа време треба да земе таблета. Значи, земањето на таблети е континуирано, по една таблета на ден во период од 28 дена, последователно, значи нема пауза, и секое следно пакување се започнува на денот после последната таблета од претходното пакување. Тоест, со крицеата немаме никаква пауза. Како што завршува едно пакување, така наредниот ден почнува со ново пакување. Блистерот содржи 24 розови таблети со активно дејство, и во четвртиот ред последните 4 таблети се бели и без активно дејство, но сепак се ставени за да пациентот има навика да ги користи, да користи таблета во одреден дел од денот. Посебните мерки на предупредување, за кои што треба ние да сме свесни, претходно имаше некаква сугестија дека да се испитуваат генетски пациентките дали се склони кон венски тромбоемболизам, но сега се заклучи дека нема потреба од никакво претходно испитување дали некоја пациентка е подложна на венски тромбоемболизам, значи туку само се следи таа пациентка, но сепак гинеколозите мора да дадат посебни предупредувања и мерки на предпазливост и да ги опишат на пациентите можната клиничка слика доколку се појави венски тромбоемболизам, односно доколку има такви знаци, веднаш да се јават на гинекологот кој што го препишал средството. Така да имаме ризик за појава на длабока венска тромбоза, ризик за појава на артериски тромбоемболизам и ризик за појава на хормонзависни тумори. Но тука мораме да нагласиме дека со поголемите метаанализи што се направени во 2022 се покажа дека за да се развие тумор кој што е хормонзависен, треба една пациентка, значи ризикот да се појави, да се зголеми ризикот за појава на хормонзависен тумор во однос на популацијата која што не зема никаква хормонска терапија, треба таа пациентка да биде ставена минимум на 5 години континуирана хормонска терапија, за да има мал процент на релативен ризик на зголемување на, посебно е направена таа метаанализа за карцином на дојка. Тука да се напомене, односно се направи една паралела помеѓу ризикот од длабок венски тромбоемболизам кај пациенти кои што, односно кај жени кои што не користат орална контрацепција. Значи гледаме дека на 10.000 жени може 1 до 5 жени да развијат длабока венска тромбоза и кои што не користат никаква хормонска терапија, ниту орална контрацепција. Додека пак жените кои што користат орална контрацепција, значи ризикот за појава на длабока венска тромбоза е од 3 до 9 пациентки, односно 3 до 9 жени на 10.000 жени во споредба со 10.000 жени. Гледаме дека бременоста, посебно во првиот триместар, го зголемува овој ризик на 5 до 20 жени на 10.000 жени, значи, и дека бременоста после 12-тата недела, после првиот триместар, за 40 до 65 пати го големува ризикот од длабока венска тромбоза. Значи, кога ќе се оралната контрацепција, кога ќе се спореди со бременоста и во првиот триместар и во вториот и третиот триместар е незначителен во однос на длабоката венска тромбоза и овој податок треба да го имаме во предвид заради тоа што несаканата бременост е многу поголем ризик за длабока венска тромбоза отколку користењето на оралната контрацепција.
кога треба да бидеме внимателни и кога може да има влошување на состојбите, односно на жените кои што имаат одредени други општи заболувања. Доколку жената користи диуретско средство кое што го штедат калиумот, може да имаме покачување на серумските вредности на калиумот. Исто така кај жените кои што имаат хиперлипидемија може да има зголемен ризик за панкреатитис, покачување на крвен притисок кај корисници на орална контрацепција, потоа жолтица, значи пруритус поврзан со холестаза, камења во жолчка, порфирија, системски лупус еретематозус, хемолитичен уремичен синдром, гестацијски херпес, значи исто така доколку жените страдаат од некои од овие болести може да дојде влошување на овие состојби доколку се користи орална контрацепција и отосклероза, поврзување со губење на слухот, симптоми на ангиодем, потоа покачени вредности на хепаталните ензими, потоа нарушување на хепатална функција, пациенти со диабетес и влошување на ендогена депресија, тоест влошување на епилепсија. Значи кај овие пациенти треба да се има во обзир дека може да дојде влошување на нивната општа состојба доколку користат орална контрацепција и би било добро за овие пациентки да се размислува за друг начин на контрацепција. Значи како последно една порака која што ние гинеколозите треба да ја дадеме кон нашево општество е дека онаму каде што во оние земји, во развиените земји и онаму каде што имало било каков вид на сексуална едукација, значи сексуална едукација која што подразбира учење за репродуктивна анатомија, хумано сексуално однесување, информации за сексуално преносливи болести, како и социјални и психолошки аспекти на социјалниот однос, дали со промовирање на сексуална абстиненција или пак со промовирање на користење на методи за контрола на раѓањето при сексуалниот чин, се покажа дека онаму каде што тие тинејџери биле изложени на сексуална едукација, имале најмал процент на несакана бременост кај адолесцентската популација, која што сепак таа бременост, несакана бременост се смети за најризична, а исто така и во оваа група на овие тинејџери и адолесценти кои што биле изложени на некаков вид на сексуална едукација, кај нив бил најмал процентот на сексуално преносливи болести. Да подвлечеме каде сме ние наспрам светот. Значи, светот користи од фертилната доб 57% од женската популација во фертилна доб користи некакво контрацептивно средство. Се смета дека во високо развиена земја и дека идеално би било кога таа преваленца на контрацепција би била 60% од жените во фертилна доб, додека кај нас преваленцијата на контрацепција е само 6%. Така да наша одговорност е на нас гинеколозите да го подигнеме малце знаењето, разбирањето и свесноста на за контрацепцијата, исто така можеби ние да се ослободиме од некои предрасуди кои што се врзани за оралната контрацепција, а се сепак врзани за постарите генерации на оралните контрацептивни средства. Исто така мораме да споменеме и ниската свесност за сексуално преносливите болести, како и високиот процент на цервикален карцином кој што е последица сексуално преносливиот HPV вирус. Благодарам на вниманието. Ова беше само дел од информациите што треба да се пренесат, но се надевам дека ќе имате прашања и во дискусија ќе одговориме на вашите прашања, затоа што сепак кратко беше времето за да се изложи сите информации врзани за оралната еднофазна комбинирана контрацептивна пилула. А сега ја поканувам професор доктор Ана Данева да се вклучи, дали ја имаме онлайн? Да се вклучи со предавањето за итна, односно ургентна контрацепција. Почитувани колеги, планирањето на семејството сите знаеме дека е особено важна тема. Доброто физичко, ментално здравје не може да се замисли без правилно репродуктивно здравје или советување за репродуктивното здравје. Тоа е една наша задача за која што за жал фактите зборуваат дека се уште гледано во процент имаме недоволен број на корисници, особено од младата популација, на сите методи на контрацепција. Оттаму им благодарам особено на Алкалоид за можноста и јас да бидам дел од оваа работилница на која што, како и претходните колеги, ќе отвориме тема, јас конкретно, околу итната контрацепција, која што денеска на новата генерација можеби многу повеќе се наметнува како еден од начините на контрацепција.
игра улога, особено во репродуктивното и сексуалното здравје, овој метод на контрацепција, затоа што им обезбедува на жените безбедно и ефективно средство за спречување на несакана бременост по незаштитен сексуален однос или евентуален неуспех од контрацепција. Детални истражувања се работени на тема на механизам на дејство, ефективност, безбедност, а се повеќе се истражува како полесно овој метод на контрацепција да биде достапен и пристапен на овата генерација. Се отвараат бројни дилеми и кај нас, професионалните работници, а и кај пациентките. Дали е безбедно овој тип на контрацепција или овој метод, доколку го издаваме без клинички гинеколошки преглед, дали има одредени ризици, дали е комплексно и дали навистина ја спречува хипотетичката бременост. За прв пат, историски гледано, овој закон ги потврдува дилемите или ги одговара прашањата околу тоа колку е безбеден методот, каде може да се применува, каде може да се користи и кој е тој што ќе ги советува корисниците за начинот на користење. Франција е првата земја во 1999 година каде што во закон се внесува овој начин или метод на контрацепција. И од тогаш до денес повеќе од 1 милион корисници го користеле, повеќе од 70.000 жени се смета по одредени анализи дека го користат секој месец и се повеќе продажбата расте редовно во голем број од земји. Резултатите укажуваат во однос на ризиците дека нема зголемување на екстраутерината бременост и нема некои медицински докази околу евентуалните компликации. Во однос на начините за итна контрацепција, итната контрацепција или лековите кои што се користат хормони, како левоноргестрел или улипристал ацетат. Првиот, левоноргестрел, присутен и во препаратот Небремел, се достапни без рецепт во многу земји. Тоа на еден начин ги прави лесно достапни. Останатиот или вториот препарат бара рецепт, тоа е улипристал ацетат, кој што може да се зема до 120 часа или до 5 дена по незаштитени сексуални односи. Првенствено, како препарати влијаат на одложување или инхибирање на овулација и на тој начин што ја менуваат цервикалната слуз, го попречуваат движењето на сперматозоидите. Друг тип на контрацептивен метод е бакарната интраутерина опција или нехормонална опција, која што може исто така да се користи до 5 дена по незаштитените сексуални односи. Ова е сликовито прикажано, се она кое што можеме да го понудиме на нашата пациентка, која што е заинтересирана за некој од методите, секако зависно од незините потреби, незината возраст, евентуалните ризици. И секогаш внимателно треба да пристапиме кон одредување, особено на оние несигурни начини, како што се календарскиот метод на пресметување на деновите за овулација, коитус интерруптус, па понекогаш и несоодветните други контрацептивни средства, затоа што добрата едукација, доброто советување секако ќе зависи дали или ќе има стапка на забременување. Ефективноста на итната контрацепција варира во зависност од методот, мораме да потенцираме и времето и најефективни се оние кои што се земаат што поскоро по незаштитениот сексуален однос и директно намалуваат ризик за забременување. Како високо ефективен метод исто така се смета бакарната интраутерина влошка, која што има многу ниска стапка на неуспех и може да се користи, како што спомнав веќе претходно, како исто метод за итна контрацепција. Генерално, околу безбедност и несаканите ефекти, она кое што го читаме во трудовите објавени до сега, генерално безбедна метода со минимално несакани ефекти. Вообичаени несакани ефекти кои што ги пријавуваат пациентите се кадење, повраќање и одредени менструални неправилности. Секако дека оние пациентки кои што пријавуваат одредени медицински состојби, алергии, преосетливост, одредени хепатални нарушувања, секако дека мора да се консултираат со сите оние кои што ќе ја препорачаат како метод на контрацепција пред да ја користат истата.
Достапноста може да варира зависно од земјите и регионот. Ние имаме среќа да левоноргестрел таблетите се достапни во нашата држава без рецепт и тоа на повеќе места. Пристапот е од суштинско значење за да може да се обезбеди навремена достапност и ефикасност. Ова се дел од европските земји во кои што ова хормонска итна контрацептивна метода веќе се користи со голема пристапност и достапност до пациентите без лекарски рецепт. И сега нешто повеќе околу тоа што значи оваа пилула, така наречена помеѓу младите утрото по тоа. Тоа е орална итна контрацептивна таблета од прва линија со одобрение нормално од Светска здравствена организација како овој тип на индикација. Одобрена и од FDA, а се користи во рок од 72 часа по незаштитен сексуален однос или кога би се појавил предпоставен неуспех на одредена контрацептивна друга метода. Постојат случаи на ефикасност до 96 часа. FDA ја одобри достапноста на левоноргестрелот за сите возрастни групи поради недостаток на опасни контраиндикации и низок профил на несакани ефекти забележани по студиите. Левоноргестрел може да се користи како орална комбинирана пилула со естрадиол како долгорочна опција и побезбедна за семејно планирање и секако дека е достапна и во други форми. Постојат докази и ние постојано зборуваме и за други неконтрацептивни бенефити од третманот, особено за ендометриална хиперплазија, менорагија, ендометриоза и како хормон заместителна терапија, доколку се работи за комбинирана пилула. Но за тоа беше кажано нешто повеќе во претходната презентација. Во однос на механизмот на дејство, левоноргестрелот е синтетички прогестоген од втора генерација, се врзува за рецепторите на прогестерон и андрогените и таму го одложува ослободувањето на хормонот од хипоталамус. Со овој механизам се намалува напливот на лутeinизирачки хормон кој се јавува во фаза пред овулација и на тој начин ја одложува или инхибира овулацијата со спречување на оплодување преку инхибиција на руптура на фоликулите и ослободување на јајцеклетката од јајниците. Оптималната ефикасност е постигната кога се зема во време пред овулација, а во однос на останатиот механизам на дејство предизвикува задебелување на цервикална слуз, што помага преку попречување на подвижност и преминување на сперматозоидите. Дали постои влијание во однос на понатамошната анидација или влијание кон ендометриумот, се уште не постојат докази кои што го потврдуваат тоа. Истражувањето покажаа дека ова компонента не подлежи на значителен метаболизам во првиот премин, односно се метаболизира преку хидроксилација, конјугација и редукција во црниот дроб. Неговата биолошка или неговата биорасположливост варира од 85 до 100%. За употреба препорачана доза за итна контрацепција е 1,5 мг орална таблета во рок од 72 часа. Постои и орална таблета која може да се даде во втора доза, доколку е потребно, 24 часа подоцна. Оралниот левоноргестрел од 3 мг е за одредена група на пациентки кои што примаат одредена терапија или терапија која што предизвикува или го зголемува хепаталниот клиренс на левоноргестрел, а тоа се рифампицин, кантарион, карбамазепин или фенобарбитол. Во однос на несаканите појави, претходно веќе спомнати, најчести се повраќање, гадење, некаде 2 часа од администрација најчесто и во тој случај администрацијата треба да биде повторена, односно да се земе повторно почетната доза. За опциите за долгорочна контрола на раѓањето, секако дека останатите препарати со поголеми бенефити се споредено со итната контрацепција. Овде мислам на комбинирана орална контрацептивна пилула. Како други несакани ефекти може да се јават одредени менструални абнормалности, аменореи, многу ретко дисменореја, олигоменореја, одредена цефалеја и акни, кои што може да се јават кај многу мала група на пациенти, а во однос на негативниот ефект, итната контрацепција, тој ефект станува поголем доколку пациентката чека над 48 до 72 часа или чека подолго за да го земе лекот, како и кога го зема лекот за време на циклус или во време на овулација.
Оттаму е времето и ефективноста се особено важни, односно навременоста е клучна за ефективноста на итната контрацепција. Како што се зголемува времето од незаштитените сексуални односи, така и ефективноста се намалува. Нагласуваме дека брзата употреба е важна за да се максимизира превенцијата од несаканата бременост. Во однос на едукација и советување, интересна тема во која што треба да се прошири опфатот на оние кои што даваат ваква услуга, затоа што сеопфатното советување секако дека ќе помага на поголем број корисници да донесат информирани одлуки во врска со нивното репродуктивно здравје. Ние знаеме дека и семејните лекари и голем дел други фармацевти, медицински сестри, одредени асистенти на лекари може да имаат со тимски пристап поголем интерес за да направат нашите кориснички разлика од еден до друг тип на контрацепција и кон таму целиме да сите здравствени услуги бидат вклучени или сите здравствени услуги играат клучна улога во едукацијата на пациентите кога се работи за која опција на контрацептивен метод станува збор. Само така може нашите корисници правилно да бидат информирани околу употребата и потенцијалните несакани ефекти. Од друга страна, особено е важно дека не треба да се користи овој метод како примарен метод на контрацепција, а во исто време сите жени се охрабруваат да користат редовна, долгорочна и контрацептивна метода за ефикасно спречување на несаканата бременост. Правните и етичките прашања околу овој тип на контрацепција, особено во насока на ограничување на возраста и одбивање на давателот на здравствена заштита да ги препорача, можам да кажам дека варира во зависност од локацијата и во зависност од земјата, одредени табуа, и сметам дека овде едукацијата е клучна за да може да се влијае на правилен пристап. Кон заклучок на оваа презентација сметам дека е важно да се одбележи дека препаратот кој што е идеален за итна контрацепција достапен кај нас и се издава без лекарски рецепт е безбеден препарат. Жените треба правилно да се советуваат од соодветен здравствен работник, меѓутоа да го користат како итна контрацепција, не редовна контрацепција. Денеска се повеќе ќе се отвора од денес можеби кон иднината дискусија за прифатливоста на овој метод на контрацепција, а секако дека тоа е одговор на денешната нова генерација и само на таков начин ќе се дозволи дискусија и поголем интерес на тинеџерите околу нивното сексуално и репродуктивно здравје. Тоа секако дека ќе го смени нашиот став кон овој тип на контрацепција, доколку имаме некои дилеми, а консеквентно се надевам дека во годините кои што доаѓаат интересот или процентот на користење на или барем интерес за контрацептивните методи ќе се зголеми и Институтот за јавно здравје ќе не потврди дека овие едукации, овие нови препарати присутни на пазарот бележат поголем интерес или имаат поприфатлив одговор од страна на сите оние кои што се кориснички. Ви благодарам за вашето внимание. Ви благодариме на одличното предавање. Сега представничката од Алкалоид, доктор Кристина Симеонов. Мене не ми останува ништо друго, туку да се заблагодарам како компанија, како Алкалоид, дека сме дел од овој светски ден на контрацепција, како што рече професор Тофовски претходно, дека здрави семејства се создаваат по избор, а не по случајност и токму ние како компанија го поддржуваме овој светски ден на контрацепцијата со цел заради тоа што целта на нашата компанија е да се грижи за здравјето на пациентите. Правото на жената е да го избере бројот, времето и растојанието помеѓу раѓањето на низините деца и тоа е фундаментално, а токму поради тоа контрацепцијата е составен дел од низиното одлучување и Алкалоид за тоа вклучувајќи го последниот препарат во неговото портфолио, односно Небремел, се токму го поддржува светскиот ден на контрацепцијата и говориме за самосвесно планирано и за здрави семејства. Значи покрај Критеа,
Пинеа и Небремел алкалоид станува дел од светскиот ден на контрацепција. Ви благодарам уште еднаш. Да. Добро е што имаме и наши препарати, алкалоидови препарати во однос на контрацепцијата. Порано имавме само еден избор, сега веќе изборот се отвара и за жената. Да. Се надеваме дека и на позитивната листа ќе конечно ќе биде вклучен барем еден хормонски препарат, значи кој што ќе може да го добиваат пациентките кои што сакаат да значи употребуваат комбинирана орална контрацепција. Јас би сакал да отворам една дискусија и тоа искористувајќи оваа анкета која што ја споделивме на веб страната, односно на линкот, во кој што добивме многу интересни резултати. Ние се уште имаме многу мала преваленца на употреба на контрацепција во Македонија и само би сакал со вас од прилика да споделам некои од одговорите, односно процентите. Тоа беше анонимна анкета, меѓутоа за нашите колеги. Во однос на кој е вашиот прв избор за контрацептивно средство, значи комбинираната орална контрацепција води со 54,9%, значи повеќе од пола би дале како прво средство комбинирана орална, 31-32% би дале кондом, а околу 14-13% би дале интраутерина влошка спирала. Во однос на употребата за неконтрацептивните придобивки на оваа контрацепција, преку 89% ги даваат, значи, комбинираните орални контрацептиви за цисти, ендометриоза и за дисменореа, значи, пролонгирани крварења и така натака. Меѓутоа, што мислат гинеколозите, дали е зголемена свеста и употребата меѓу жените и девојките за комбинирана орална контрацепција? Негативно одговориле 52,4%. Значи, сепак се уште гинеколозите мислат дека ова е прашање за кое што треба на вистина да се дискутира со жените. Гинеколозите препорачуваат комбинирана орална контрацепција и кај жените што имаат родено, и тоа во голем процент, преку 94%, значи се решава да ја препорачат и кај жени кои што имаат родено. Меѓутоа, ова е понатаму овие две-три прашања се интересни. Прашањето дали вие како гинеколог сте убедени дека користење на орална контрацепција е безбедно? Со да одговориле 62,2%, повеќе од порано, значи се подобриле во смисла на безбедноста и на разбирањето, 31,7%, меѓутоа се уште има 6% од гинеколозите, од колегите кои што мислат дека користење на орална контрацепција не е безбедно, значи малце треба и на тие колеги да се поработи. Очигледно има потреба од вакви предавања, од континуирана медицинска едукација за да ја разбиеме таа табу тема. Во однос на тоа дали мислите дека помладите пациентки се убедени дека користењето на орална контрацепција е безбедно? Со да одговориле само 12%, повеќе од порано 56%, меѓутоа се уште значи доминира, значи вие во личните контакти со пациентките сте убедени дека околу 1/3 од нив, 30,5%, всушност не се убедени пациентките и тешко, значи треба пак со нив да се разговара за да се убедат во придобивките и безбедноста. Во однос на последното предавање што беше од професор Данева, прашањето дали сметате дека жените и девојките се доволно информирани за ургентна контрацепција, повторно нашите гинеколози сметаат дека девојките и жените не се доволно информирани, тоа со 69,5%, само 30,5% мислат дека они доволно знаат за ургентната контрацепција. Ова до некаде оди во прилог и во анкетите и да кажам испитувањата што и досега ние како здружение ги правиме, дека многу мал дел од они сите ќе слушнат за контрацепција, за итна контрацепција, меѓутоа многу мал дел од нив навистина знаат како делува таа, како се употребува, колку често сме да се употребува и очигледно треба уште да се работи на здравствената едукација кај овие пациентки. Па сега прво не знам дали има од техниката тука, дали има некое поставено прашање? Дали во чет има нешто пишано? Дали некој сака да се пријави? Некој сака да се вклучи? 3 минути има, па после да продолжи. 3 минути до 60 за да заврши. Добро. Каже, доктор Горджанова, Може би повелете. некој ќе сака да се вклучи директно, да не биде во чет. Ако сака директно да се вклучи, покануваме слободно нашите може да се колеги директно вклучат. да се вклучат во Во дискусија, доколку има потреба, доколку сметаат дека треба. Да. Јас би сакала да прашам дали се размислува некои од тие орални контрацептивни средства да се воведат на позитивна листа со што би им се олесна пристапот на пациентките за да може да ги земаат.
Јас би одговорила на тоа прашање после нели доктор Кристина како представник од Алкалоид, бидејќи на состанокот за орална контрацепција, мислам дека беше за минатата година, нели за денот на контрацепција, фондот за здравство даде информација дека е отворен нов тендер за да се прошири листата, позитивната листа на лекови. Тука дури и во овој така наречен тендер, односно за проширување на листата, влегуваат и нови контрацептивни средства и понатака нели представничката на Алкалоид ќе каже дали они дали се вклучија во тоа да влезат на позитивната листа. Апсолутно од интерес е и да се прочири листата и да ова контрацептивни средства за прв пат бидат влезене на позитивна листа, меѓутоа си уште нели чекаме. Да. Апсолутно заради тоа што е многу битно сите зборуваме нели за контрацепцијата, за правилно планирање на семејство, а тоа ќе биде уште подостапно и многу полесно ќе има. Да, затоа што мислам дека и свесноста би се зголемила, односно употребата на контрацепција би се зголемила. Ние како гинеколози сакаме да ја зголемиме таа преваленца на користење на контрацепција, доколку биде достапна и финансиски. Сепак ова е сиромашна земја и секој дополнителен издаток е голема тешкотија за фамилиарниот буџет. Така да мислам дека ова би било многу позитивно доколку се влезат овие нови генерации на орална контрацепција. Мислам тоа би било троstrano, од страна на фармацевските компании и од страна на пациентите и на лекарите, апсолутно од интерес да се поголем број семејства бидат планирани. Да, само да кажам дека техничките проблеми не запираат, само продолжуваат, значи веројатно сега ќе прекине овој линк и ќе ве замолам повторно да кликнете join на истиот овој линк за да може да се уклучите. Тоа негде треба да се деси отприлike за 15 секунди. Се надевам во живо дека ќе го продолжиме овој. Да, ние состанокот треба да во живо ја мислам дека и со овие податоци што ги добивме сега од анкетата, секако треба да се собереме барем уште неколку пати малце за да и повеќе луѓе ќе бидеме спремни за дискусија. Повеќе луѓе може да зборуваат ова. Не се исклучува одлично. Значи овие од сателитите се уште не сакаат, не се исклучува. Јас прашањето за контрацептив на позитивна листа уште многу одамна се дискутира и бевме блиску до тоа негде 2017 и да го разрешиме тоа прашање. Меѓутоа некако се застана, се многу често се менува значи лицата задолжени за таа тема и за жал се уште немаме, се надам се дека на новата позитивна листа ќе влезе, а само да ги потсетам колегите дека Министерството има во фондот за значи лицата кои се со да кажеме со социјално ранливи категории одвоено и оваа година негде околу буџетот е 500.000 денари и контрацептивните средства ги набавува клиниката за гинекологија и акушерство, меѓутоа имаат право да ги повлечат и другите болници во Македонија за таа категорија на пациентки. Меѓу другото има некој мал дел од 500.000 денари, многу малку може да закупат реално препарати. Има мал дел на интраутерини влошки, дел на комбинирана орална контрацепција и еден дел на кондоми. Така да доколку имате потреба, доколку имате пациентки од таа категорија, поготово за оние кои што имаат прекини на бременоста, има и такви кои се репетитивни абортери, меѓутоа и независно од тоа за оние кои што се во тешка финансиска положба да аплицирате, односно да се најавите во клиниката за гинекологија и акушерство и да се повлечат дел од препаратите во вашата болница. За оние што можат да си дозволат, сепак останува препораката на Небремил како ургентна контрацепција. Имате и пациенти кои што можат да си дозволат, има категории кои што можат да апсолутно си дозволат и треба да се едуцираат дека е безбедна и дека можат да ја употребат. Па тоа преска мислам дека и го прозборевме ние малце пред да почне состанокот дека всушност затоа што набавката на итната контрацепција многу често се прави во ноќните сати, директно во аптеката, тука фармацевтот се труди некако да им објасни дека тоа е само итна контрацепција, треба после да се префрлат. Меѓутоа како што рече и Тања, во еден дел машките одат и купуваат итна контрацепција, така да на нив им се објаснувани да ги пренесат знаењата. Секако би требало после употребата на итна контрацепција да се насочат овие, значи, жени, овие парови кон тоа да употребуваат некаков си метод што заедно ќе го одберат. Во светот е да споделиме каква е праксата обично. Јас во последно време и тоа многу често го споделувам затоа што
кондомот е единственото средство што го имаме што штити од сексуално преносливи инфекции. Во паровите, во врските во кои што двојца ќе бидат заедно некое време и ќе решат да бидат моногамни, да не бидат промискуитетни, они одат во така наречени клиники за сексуално и репродуктивно здравје, прават тестирање во однос на сексуално преносливи болести, добиваат сознанија за контрацепција, употребуваат некакво си средство за контрацепција, меѓутоа не мора тогаш при секој однос да употребуваат кондом. Додека во другата категорија, доколку се промискуитетни, релативно често ги менуваат партнерите, онда употребуваат контрацепција, меѓутоа обавезно би требало да употребат и кондом, затоа што и еден однос е доволно и една сексуално искуство да биде причина за некаква си сексуално пренослива инфекција понатака. Да, околу ургентната контрацепција и финансискиот издаток околу таа е еднократна, нели? Да. Не можеме ние секој однос на младите да викаме да отидат да користат ургентна контрацепција и најчесто тоа не е покриено од осигурителни куки или нели кај нас од ФЗОМ, а додека пак овој секој нели редовен месечен издаток за некои, посебно за нели млади девојки и студенти представува сепак оптеретување, така да треба да биде, значи нова генерација, зборам на контрацептивно средство кое што е безбедно. Не зборам за првите генерации на контрацептивно средство. Тие мислам и некои од нив ги има на позитивната листа, но сепак како гинеколози ние секако ќе се одлучиме за последната, четвртата генерација на контрацептивни средства да го нели да ги ординираме, односно да ги препишеме на нашите пациенти. Најчесто кога имаме разговор со тие пациенти е цената. Затоа што тоа не е цена која не е тоа препарат што ќе се користи месец, 2 или 3 или најмногу 6. Тоа е препарат кој што треба да се користи со години. Да. Види, Така тука има баш на страната на Светска здравствена, меѓу другото има разлики во користењето. Многу интересно во Европа, на пример, најбише се користи комбинирана орална контрацепција, која што од една страна е многу лесна и да се отпочне и да се прекине и треба малце секојдневно водење сметка околу пиење таблети. Во Северна и во Јужна Америка, на пример, интраутерините влошки и имплантите се методи на избор, чисто за компарација, и Сабајлево го компарирав тоа во една друга емисија. Значи сега интраутерините влошки може чинат негде околу 6 до 9.000 денари, меѓутоа на 60, односно можеби и повеќе 84 месеци за користење, кога ќе направите таа математика, фактички тие на месечно ниво чинат некои 100 денари можеби, додека овие новите препарати на пример коштаат 500-600 денари контрацептивните средства, така да треба да се размисли да се види за која категорија на пациентки што би требало и што би одговарало. Дали имаме некој друг што сака да се вклучи во дискусијата? Доктор Караколева Агнеса, јас сум. Ајде, повелете. Најпрво да се заблагодарам за прекрасната секција, плодната дискусија и преубавите предавања и еден темелен пристап на тоа што нуди и што треба да се прави во смисла со контрацепцијата во нашата земја, кај младата популација. Чисто како едно искуство, моје долгогодишно работно, сакам многу да се заблагодарам на Алкалоид за Крипинео и Крицеја, бидејќи имам прекрасни искуства со нив и доста ги препишувам и како контрацептиви и вон контрацептивната нивна функција. Многу помалку интерциклични крварења од претходно препишуваните јасми, другите контрацептиви. Така да, сакам да кажам дека ова се едни извонредни наши препарати кои на вистина треба да се обрне внимание на нив и да бидат поддржани од нас како специјалисти кои што единствени можат да ги дадат, да ги препорачат и адекватно да делуваат на пациентите каде што е потребно. Само толку. Благодарам. Добро, во однос на препишувањето, не знам дали тој податок ви е познат, дека и семејните лекари во однос на нивните овластувања, оние кои што имаат завршено специјализација по семејна медицина, исто така е дозволено да
обавуваат консултации и им е дозволено и нив да ги препишат оралните контрацептиви, односно средствата за контрацепција, нормално сем интраутерината влошка што спаѓа во доменот на гинекологот. Овие останатите смеат и они баш за тоа за да се добие една поширока група на доктори кои што можат да разговараат и да ги на некој начин насочат своите пациенти да влезат во системот, односно во методите на планирање на семејството. Јас мислам дека суштински е многу битно младите да се опфатат, меѓутоа не треба да забораваме и за останатите, значи за оние кои што имаат родено едно дете, две деца вона, а на пример сакаат пауза, имаме и во тој дел една голема категорија која што заради разни причини се решава на прекин на бременоста. Пак ја речеме, прекинот на бременоста во Македонија е многу безбеден, се обавува во здравствени институции и медикаментозниот и хируршкиот, меѓутоа зошто да се лечи кога може да се спречи и тоа би било шансата да кажеме на некој начин оние кои што еве немаат искуство, тука би алудирал пред се можда еве на тие што употребувале итна контрацепција и на оние кои што ќе се обратат кај вас и кои што ќе сакаат прекин и ќе добијат прекин на бременоста, на таа категорија на пациентки посебно да и се обрне внимание за да не се случи да бидат репетитивни абортери. Во минатото знаете колку многу, барем вие што сте поискусните колеги, колку многу абортуси имаше во Република Македонија. За среќа таа бројка се намалува. Еден дел можда не е ни пријавена пошто постои медикаментозниот абортус. За среќа еве за многу кратко време, многу касневме за цветот, ама за многу кратко време, негде скоро 80% од прекините на бременоста на гинекологија и акушерство се обавуваат по медикаментозен пат, што е одлично, многу по-безбедно, многу по-интимно, приватно за пациентката, за жената и многу по-безбедно од сите возможни компликации. Меѓутоа сепак, како рековме, треба како една вага кога ќе ги ставиме абортусот и контрацепцијата, кај нас контрацепцијата е на ниско ниво и затоа бројката на абортуси се уште е висока. Колку повеќе ќе има контрацепција, толку повеќе ќе има потреба од абортуси, односно прекини на бременоста, така да сега еве и со помош на нашите партнери и со Алкалоид да влеземе, да кажеме, во таа битка да се препишуваат повеќе од овие средства и меѓу другото да се избориме, можеби и со нивна помош, да евентуално дојдат во Македонија и имплантите како метода. Видовме дека вие во најголем дел, скоро 60%, прва метода која што ја мислите е комбинирана орална контрацепција, тоа веројатно и кај нас на клиниката за гинекологија е слично. Меѓутоа има веќе во светот и мини спирали и со различни димензии овона кои што можат да се употребуваат и кај девојки што не родиле, меѓутоа секако во категоријата на брачни другари на семејство со веќе оформено телот репродукцијата, секако и спиралата си го има своето место. Друго прашање? Да се заблагодарам Да. на Агнеса за споделеното искуство и дека нели позитивното искуство што ги има од препаратите за контрацепција на Алкалоид. Кажете? Ајде, професорката Ана Данева се бара. Каде и да се наоѓа? Очекав да кажат нешто колегите присутни и да дискутираат, но баш сакам да ја споделам и контрацептивната преваленца во Европски регион, кој што е од Европска економска комисија дадена како репорт. Тоа значи дека од 2000 година една од 3 жени од 15 до 49 години не користи некои од методите на контрацепција. Ја спомнав Норвешка, во која што најголем процент, некаде 85% од таа популација, особено од 15 до 35 години, користат некои од методите на контрацепција, но во исто време се укажува дека консеквентно на тоа што не се користат соодветни методи, растат бројот на сексуално преносливи инфекции и се наметнува потребата покрај кај нас оваа едукација, не може да не спомнам, дека мора да се шири низ местата каде што најнапред најмладите се движат. Секако тоа се образовните установи, така да прету там дека и Алкалоид ќе ја насочи едукацијата и кон тие
корисници директно таму. Знам дека Маго веќе работи на темата со своји представници и сметам дека и денеска на настанот на кој што сум се дискутираше токму на тема сексуално образование и сите оние методи кои што младите треба да прво сами се убедат дека треба да ги користат, а понатаму сета таа потврда нормално ќе ја добијат и од оној со кој што ќе се советуваат, а тоа сме пред се ние. Само едно дополнување на тоа дека иако бројката не е многу надежна на корисничките на контрацепција, самото тоа што ги имаме најдобрите препарати со идеална компонента, и тоа крипинео и крицеа не се од оваа година, јас колку што знам неколку години се присутни на пазарот, искуството на нашата држава која што во минатото имала на позитивна листа и на листа за ајде така да кажеме, позитивна препарат со контрацептивна предност, сметам дека сме многу блиску до тоа да направиме нешто повеќе. И уште еднаш благодарам на интересот, еве гледам дека и за дискусија и за многу други теми се отвараат, така што сметам дека овој настан понатаму Глигор ќе го прошири во некоја друга, можеби панел дискусија. Па се ние дискутираме дека можеби сепак најдобро е во следна прилика кога ќе можеме сите да и во живо го продискутираме. Ова не е и со новите сознанија и со можеби дискутанти, може и како една панел дискусија да смислиме, ама во живо за да може сите да се вклучат во дискусијата. Без технички проблеми. Не, малце нешто денеска таков не е денот денеска, иако ретрограден Меркур помина, меѓутоа сепак се уште нешто технички имаме проблеми. И ако има некој друг за дискусија, ако не, чисто во Македонија по тие истражувања што се прават, значи мултидисциплинарни да кажеме, од повеќе аспекти во кои се покрива делот на здравјето кај луѓето, некаде бројката од употреба на модерна контрацепција во Македонија негде само околу 11% и нешто постепено расте низ тек на годините, меѓутоа многу малку. Во светски рамки се смета дека воопшто сите методи за контрацепција негде се дојдени до 65% со, за жал, исто една многу спора стапка на раст, да кажеме, од 10% во изминатите 20 и нешто години. А да кажеме таа бројка е во Северна, Јужна Америка, Јана спомна и скандинавските земји, негде се околу 75%, значи далеку сме ние од тоа, кај Македонија има некои 40% што употребуваат контрацепција, меѓутоа за жал добар дел од тие употребуваат старите методи кои што многу малце имаат ефекти, односно голема стапка на неуспех, односно на возможна бременост. И преносување на сексуални преносливи болести кои што сепак кај нас е проблем. Па сега еве сифилисот тука ни е во мало. Па не само почна и кај нас дојде, цервикалниот карцином веќе е радициран, кај нас е уште и тоа во напредните облици постои. За жал. Така, за жал, сексуалното образование и кај младите луѓе покрај достапноста на сите информации денес сепак е на многу ниско ниво. И ние имаме одговорност да го подигнеме. Да, секако. Сите заедно, ја мислам дека баш и за тоа е во дел, иако се овие секцијски состаноци, претежно за континуирана медицинска едукација на нашите членови, значи на специјалистите и специјализантите по гинекологија и акушерство, ние, како што спомна Јана, се трудиме и со предавања во студентската, во средношколската средина, во најразлични, да кажем, мотивациони игри за младите, да влеземе. Меѓутоа тука би спомнал и за колегите доколку имаат потреба од дополнителни информации, дека од пред неколку месеци постои страната контрацепција.mk, која што е под надлежност на Институтот за јавно здравје, меѓутоа со подршка наша на МАГО и со подршка на ХЕРА, невладината организација, кај што може да добијат и вашите пациенти многу информации, вие може да прочитате многу информации, а уште повеќе на страната на Сдруженијето, значи на agom.org.mk, има во делот кај што се однесува за репродуктивното здравје, ги имате 4 основни книги од Светска здравствена организација, преведени на македонски и на албански, каде што во детали се опишани сите можни употреби на контрацептивите, нус ефекти, пропратни појави, контраиндикации и така натака. Слободно може таа литература секој од вас да ја исконсултира, може и дури на видеото после кое што ќе го објавиме да ги линкуваме и тие конкретно прирачници. Значи достапни се, може да прочитате се што ве интересира во најновото издание. Супер.
Линк треба да има. Не, тоа отиде се веќе можеби 2 години таму на, Да, со на веб видеото страната, сега што меѓутоа ги еве се- да ги Да, ги ажурираме оние кои што не сме ги информирале претходно или кои што не знаат дека сето тоа постои. И така наречениот Green Book, значи Contraception, тоа е основната, да кажем, книга, а останатите се помагала баш и за гинеколозите, во смисла на кои се eligibility критерија, односно критериуми за подобност за употреба на определено контрацептивно средство, затоа што рековме секој пари, секоја жена, зависно од годините, паритетот, од хронични заболувања кои што постојат, оптеретено со други работи, може да е за едно средство подобно, за друго не. Меѓутоа генерално сите жени, се можеби со некои изнимци, може да употребуваат релативно безбедно, Да. без посебни испитувања, без хематолошки испитувања, без не знам какви испитувања, само доколку се одговорат и има неколку прашања кои што дозволуваат да уствари се употребува комбинирана орална контрацепција или некаков си друг метод. Така да еве може кој има интерес и после овој состанок да се вклучи и да си прочита и да си ги освежи дополнително знаењата, семо она што беше веќе предадено од Тања и од Ана. Ако нема други прашања, јас мислам доста беше веќе 1 час и 40 на минути сигурно дискутираме на темата. Значи ве очекуваме се што имате да не прашате омеѓу време, а веројатно некоја блиска иднина ќе организираме и состанок во живо, па и да се видиме малку. Ви благодарам на сите, ви благодарам и на вас кои што бевте денесни учесници и предавачи. Благодариме за Навистина. поканата. За Убава учеството. атмосфера, убава енергија имаш. Пријатно.